Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ действува следејќи ги насоките определени со програмата и статутот на партијата, залагајќи се за спроведувањето на своите цели и задачи, утврдени со деловникот и програмата за работа на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Еднаш годишно председателите на униите на жени на 74 општински организации од земјава даваат отчет пред своето членство за сработеното во изминатата тековна година. Годишното собрание на Унијата на жени од општина Крива Паланка и Ранковце се одржа на 7 октомври 2012 во Центарот за култура од градот. На собранието, покрај останатите раководни лица од партијата, присуствуваше и председателот на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ на Македонија, доктор Даниела Караѓозовска, која истакна дека е исклучително задоволна од работата на двата општински комитети. Таа напомена дека раководствата во континуитет се менуваат и освежуваат, во прилог на постојано внесување нови идеи и доследна реализација на зацртаните акциски планови на партијата. Исклучително сум задоволна од соработката со униите на жени при општинските комитети Ранковци и Крива Паланка и воопшто на ниво на цела Македонија, затоа што има 74 општински комитети, нови председателки, значи големи промени имаше оваа година. Знаете дека менувавме многу председатели на општински, се промени многу председателки на општински комитети. Тоа е не поради тоа што тие не си извршуваат својата задача, туку нормално дека на секого треба да му се даде шанса и можност. Работата е исклучително позитивно, исклучително добро, добри резултати носат со самиот факт што се постојано меѓу членството и постојано меѓу населението. Караѓозовска рече дека главен акцент на активностите на членовите на партијата, меѓу кои и на Унијата на жени, е отвореноста и постојаното присуство на нивните активисти меѓу електоратот во континуитет, не само во период пред и за време на одржување на избори, нагласувајќи ја се поголемата застапеност на жената во креирањето на државните политики. Ние сме граѓанска партија, основната функција на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ е да биде постојано меѓу своето членство и своите граѓани. Значи ние не функционираме само пред избори, по избори, значи ние функционираме постојано. Постојано сме ангажирани со трибини, едукативни трибини кои се од голема значај за секој граѓанин на Република Македонија, значи секој може да дојде, да присуствува на трибините, да си поставува прашање за таа област што го интересира, буквално да му биде објаснато се она колку што можат предавачите, а предавачите се искусни во својата област во таа што предаваат. Многу хуманитарни акции, значи со тоа не сакаме да покажеме дека сме оние кои што само одиме и посетуваме ранливи категории, бидејќи на секој од нас некогаш во животот му требала некаква помош. Така да ние не сме тука само за ранливите категории граѓани, туку сме тука за сите оние на кои што во тој момент може да им се помогне и треба да им се помогне. Пред 20 на години жената беше важна во политиката, меѓутоа ги немаше оние функции што ги имаме сега, значи ние ги имаме највисоките партиски функции, ние ги имаме највисоките функции во владата на Република Македонија, тоа е затоа што нашиот председател господин Никола Груевски исклучително се грижи за Унијата на жени, исклучително се грижи за секоја жена член на Унијата на жени, воопшто за секоја жена во Република Македонија. Бидејќи до одржувањето на предстојните локални избори во земјава остануваат уште 6 месеци, на прашањето дали Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ ќе се залага за кандидирање на припадничкиот понижниот пол за први дами во општините во земјава, Караѓозовска изјави дека жената како подеднакво инволвирана во сите општествени сфери, тргнувајќи од фактот дека од одржувањето на семејството секоја жена е недвојбено особено важна и силна социјална и општествена алка истовремено, нема да пропуштат да им укажат чест и да им дадат доверба на своите членки за креирањето на локалните политики во иднина. Мојата интенција е таа да има повеќе жени градоначалнички, затоа што јас тврдам дека жената е исто толку во можност да биде добар градоначалник, исто како и маж градоначалник, затоа што жената го води семејството, жената се грижи за фамилијата, значи жената се грижи за куќата и кога може да го работи тоа во тие рамки, апсолутно мислам дека нема зошто да не може да води една општина. Активното учество во остварувањето на целите и задачите на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, како и активностите кои од нив произлегуваат, преку иницирање, подготовка и реализација на проекти во насока на целите, задачите и програмата на Унијата на жени на партијата на сите нивоа, двете дами раководители на Унијата на жени на своите општини, Слагена Митовска на општина Крива Паланка и Бети Стојковска на општина Ранковце, истакнаа дека се задоволни од досега сработеното. Горди на бројните реализирани едукативни трибини, хуманитарни, спортски и друг вид активности, најавувајќи дека и во периодот кој следува ќе продолжат со истата динамика на работа. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ од Крива Паланка работеше активно во изминатава година и можам слободно да кажам во изминативе 2 години од кога сум на чело на Унијата.
Сметам дека трибините кои што ги организира Унијата на жени на ВМРО ДПМН се навистина актуелни и секогаш добро посетени. Така да можам слободно да кажам дека тие веќе станаа наш знак за препознавање. Освен трибините, дали имате некој проект кој што би го споменале во овој изминат период или проект кој што го планирате во следниот период кој што ќе биде ваша примарна цел? Значи вака, денеска на годишното собрание нашата цел е да дадеме отчет за досега сработеното. Тука ја затвараме за изминатава година и почнуваме со нови активности. Ке имаме повторно трибини, ке имаме еколошки акции, ќе имаме штандови, донации, така да Унијата на жени има многу активности за кои можеме да зборуваме. За овој краток период, како што сум јас назначена за председателка, од април 2012 до тековниот период, мислам дека реализиравме доста планови од самите назначени акциони планови. Имаме и ние сопствени реализации на дружења, на рекреации, на спортувања, хуманитарни акции. Аз се надевам и наредните што ќе следуваат дека добро ќе ги реализираме. На годишното собрание присутните членки на матичната партија ги поздрави и градоначалникот на општина Крива Паланка господинот Арсенчо Алексовски, кој им посака успешна работа и во претстојниот период. Унијата на жени на ВМРО ДПМН е основана во ноември 2005 година со одлука на Конгресот на ВМРО ДПМН врз основа на статутот на партијата. Од тогаш Унијата се грижи за интересите и задачите на партијата истовремено, во континуитет заекнувајќи ја улогата на жената во креирањето на политиките во земјава.